Името го дадовме, ама дивоградбите не ги даваме. Добре дојдовте во Прекутасевски шоу. Македонијо, тешки опинци те газат. И не само опинци, тука и наркодилери, криминалци, тендераши, педераши. И сега сите има да ги ставам Прекутасевски и така добро има да ги испердашам по газето вака. Фике, 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 фике. А пердашот почнува сега. Да ви каже сега дедо, ја знаете онаа познатата реченица од сите приказни за мали деца, кога на крајот се вели и така принцот и принцезата си живеа среќно до крајот на животот. Па бидејќи и овој наш живот е бајка, прекрасен љубав, полн со ликови како од приказните, нормално тука не исклучувајќи ги вештирките, монструмите, змеовите, канибалите, бабарогите и другите битанги, нели како од приказните, би било интересно како би звучеле краевите на приказните за нашите познати политичари. Еве, на пример, за Зоки, таа би завршувала вака. И така Зоки си лажеше среќно до крајот на својот живот. За Шилегов, на пример, би завршила вака. И така си пиеше среќно до крајот на животот. За Оливер Спасовски, на пример, би завршила вака. И така Оливер среќно си издаваше пасоши на наркодилери до крајот на животот. За Али Ахмети, и така си живееше среќно во власта до крајот на животот, а и потоа во другиот живот. За Мицковски би звучал крајот вака. И така си калкулираше среќно до крајот на својот живот. За Зијадин Села, и така си дремеше во опозиција среќно до крајот на животот. За Пендаровски, и така љубави наш се одсели и живееше среќно до крајот на својот живот, иако беше бивши председател, но беше среќен зашто чуваше стока. За Апасиев, и така среќно се возеше во Алфа Ромео до крајот на животот и бесеше и стрелаше като Робеспиер. За една амбасада вака би завршила приказната. И така, од таа амбасада си не дупеа среќно до крајот на животот, нормално додека постоеше земјата. За ЕУ, и така, и тие си не дупеа среќно до крајот на своето постоење, што значи сепак не го јадевме многу. За Бугарија, и така мислеа бугарите дека не дупат среќно, додека не остана ниеден бугарин, зашто ние ги фативме на кондиција. И за македонците, и така си се дупевме среќно у мозок и на други места едни на други, додека од газ не ни влезе во глава, ама тогаш беше доцна, немаше ништо на земјата, астероидот само што беше мавнал и не остана ништо. И еве една позитивна за крај. За македонската фудбалска репрезентација, бајката би завршила вака. И си живеа среќно до крајот на животот, знаејќи дека веќе никој никогаш не ја победил Германија дома. Ајде сите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.